Утрото на 6 април 1941 година, авиацијата на хитлеровска Германија изврши бомбардирање на Штип, при што освен материјална штета, од авионските гранати загинале 53 лица, а на 100 биле повредени. Бомбите се истурени во коритото на река Отиња, Стар Конак, Исар и еврејското Мало. За време на Втората светска војна, кога фашизмот надираше длабоко во европското тло, тогашната Југославија, кралска Југославија, не беше поштедена. Германскиот фашистички окупатор преку Бугарија, нормално, користејќи нивните ресурси, аеродроми, изврши напад и на територијата каде се наоѓа денешна Република Македонија. Мора да кажам дека бомбардирањата на Штип не беа случајни. Овде беа сместени елитни единици на тогашната кралска војска, но како што е вообичаено, не страдаат само војниците во војната, страдаат и цивилите. Бомбардирањето на Штип беше зверско и не беше практично селективно, туку паралелно страдаа и куќи, и домови, гинеа и војници, гинеа и наши невини жители. На овој трагичен настан се уште со свежи сеќавања 88 годишниот Бекер Нијази. Ситуација беше лоша, беше се изгорен, народ имаше отепани, разни стока имаше тога, чуваше. Поради тој настан, Штип е влезен во списокот на градови жртви на фашизмот, а денот на бомбардирањето е незаборавен дел од неговата историја. Традиционално, годишнината од бомбардирањето се одбележа кај Народниот театар, каде е поставена и спомен плоча како потсетник за тој трагичен настан од поблиската историја на Штип.